Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврдила дека се прави сегрегација врз децата од ромска етничка припадност во основното училиште Добре Јовановски во Прилеп и се формирале чисто ромски паралелки, а со тоа имало и индиректна дискриминација. Дел од родителите на децата роми тврдат дека на таков начин тие добивале и понеквалитетно образование. Обвинуваат и дека доколку некои сакале да се запишат во соседното училиште Кире Гавриловски, тие усно биле одбивани. Од Добре Јовановски денеска демантираа дека се прави било каква намерна сегрегација или дискриминација врз ромите во ова училиште, затоа што бројот на деца не роми кои се запишани тука е многу мал, односно само 15%, а додека бројот на роми било 85%, па затоа морало да има и чисто ромски паралелки. Најостро ги демантирам наводите дека децата кои не биле роми добивале поквалитетна настава која им ја загразувала можноста за идно понапредно образование. Во нашето училиште секогаш на прво место било и ќе биде квалитетното образование без исклучок. Секое дете за нас е подеднакво значајно и со секое дете се работи максимално професионално и посветено. Бројот на деца не роми во кои се запишани во нашето училиште е многу мал, па затоа имаме и чисти ромски паралелки. Така што демантирам дека поделбата на класови со деца роми и деца кои не се роми е правена со некаква намера. Јас како директор на основното училиште Добре Јовановски никогаш не сум исполнувала желби на родители за префрлање на деца од едно училиште во друго училиште. Во случајов споменатото основно училиште Кире Гавриловски. Туку секогаш сум постапувала согласно законот. Така ќе биде и во иднина. Дел од проблемот кај запишувањето на децата нероми бил и во тоа што родителите на тие деца ваделе лични документи со адреси на живење каде реално не живеат, за да потоа со реонизацијата ги запишат децата во друго училиште, врз што контрола не може да има Добре Јовановски. МВР, јас ги повикувам да поводат малку сметка за тоа како издаваат лични карти и колку ги контролираат живеалиштата на родителите кои што ги сменуваат личните карти за да се запишат во друго училиште. Јас ве уверувам дека во овој момент сите што имаат извадено променети лични карти, сега во овој момент да појдеме во нивните живеалишта, нив 100% нема да ги најдеме на тие места. Ретки се тие кои што навистина имале потреба да ја сменат личната карта и нормално нивното живеалиште со тоа што... Да, точно, значи намерно ги сменуваат личните карти и мислам дека за тоа треба малку да се позанимава Министерството за внатрешни работи, а не сиот терет да паѓа на нашето училиште дека ние вршиме било каква дискриминација и сегрегација. Ниту како човек, ниту како наставник, ниту како директор, во ниту еден момент не сум вршела ниту дискриминација, ниту сегрегација. Пример нека биде тоа што моите две деца учат во ова училиште, девојчето веќе ми заврши во ова училиште, а машкото ми е во 5-то оделение во ова училиште и нормално учи со деца роми и нам тоа воопшто не ни представува никаков проблем. За овие тврдења застана и целиот колектив според кој сите ученици тука добиваат подеднакво исто квалитетно образование. Овдека имаме многу квалитетен наставен кадар што обрнува подеднакво внимание на сите деца независно од нивна и од национален состав, се работи, учениците ни се вклучени во сите активности, во наставни активности, во училишни активности, секаде кај што над превари, вклучени се сите ученици зависно од нивните способности и вештини. Од основното училиште Добре Јовановски уште еднаш апелираат да нема никакви стереотипи, да не се делат децата по ниту една основа, бидејќи сите се исти.